Оваа средба е во знак на континуираната соработка со Амбасадата на Република Италија и Катедрата за романски јазици и книжевности, посебно студиската група за италијански јазик и книжевност. Првенствено ни беше доделена донација на книги, наставен материјал од сите области што се изучуваат на катедрата, за што сме многу благодарни. Оваа прилика ја искористивме и за средба со представничката од општина Штип и за разговор на тема воведување на италијанскиот јазик во средните и основните училишта во Штип и актуелната состојба со интересот за италијанскиот јазик. Забележавме дека интересот е голем, исто како и пред неколку години, и се надеваме дека овој пат ова иницијатива ќе успе и дека во Штип ќе има можност да се изучува италијанскиот јазик на повеќе ниво. Амбасадата на Италија редовно ги поддржува нашите активности, инаку морам да кажам дека ова е првата средба со новиот амбасадор, прва средба, да речеме, со физичко присуство, иако претходно веќе се запознавме пред 2 месеци, кога нашата катедра организираше курс за професори по италијански јазик, курс за универзитетски професори по италијански јазик, воден од професорката Карла Бања од Универзитетот во Сиена, така што амбасадата не поддржува во тие активности, во вклучување на професори од Италија на наши активности од областа на културата. Нив редовно ги организираме за време на неделата на италијанскиот јазик. Исто така и доделува стипендии. Наши студенти веќе неколку години поред имаат можност да изучуваат италијански јазик на универзитетите за странци во Перуџа и во Сиена. Така и оваа година имаше студенти што аплицираа, претходната исто така имаше што учествуваа на овие курсеви. Ние се надеваме дека на овој начин целото италијанско културно богатство ќе допре поблиску до заедницата во Штип.